другите факултети имаше гласање за нов председател на студентскиот парламент. Видовме уште во старт некои нерегуларности, како например дека не се става печат на гласачките ливчиња, туку во индексот, а немаат кодови ливчињата, дека кутиите од внатре со залепени листови, за да не може да се види колку ливчиња има фактички се гласало, што значи дека е начин за многу лесна манипулација за тие што се во избирачката комисија на секој факултет да се пропнуваат гласови. И беше тензично, нема паравани доста факултети, што значи дека им е оспорено правото на тајно гласање. Во прикрај на 4 сатот направен се случи голема бутканица, бидејќи дојдоа да ја украдоа кутијата. Јас лично не бев на правниот факултет, затоа што ја бев на ПМФ да видам кај мене каква е ситуацијата. Но мислам дека сигурно има снимки, ако не ќе го објавиме да видиме кој беше тој. Кога доаѓавме тука, фактички беа донесени сите кутии тука. Според новиот правилник, требало сите избирачки кутии од сите факултети да се донесат во канцелариите на СПУКАМ и да се пребројуваат гласовите. Сега, од нашата информација и од горе што кажуваат е дека има само 3 кутии во студентски парламент во канцелариите, што значи дека другите кутии се донесени тука, бидејќи видовме има и клипови како они ги товарат и бегаат со нив во обични коли и преку домот Кузман внесуваат во СПУКАМ. Успеале само 3 кутии да внесат сега за сега. Побаравме од ДИК гласно и јасно да произнесе да се ги повара нивните кутии назад и да утврдат каде се фактички кутиите, бидејќи скоро пред неколку минути излегува дека со соопштение дека има 24 кутии од ДИК донесено тука на факултетите поточно. Исто така побаравме и да се поточно да се прогласат за нелегитимни, невалидни овие избори, баш од овие причини што ги напоменав, без разлика што ние зборуваме наназад 2 недели како целиот процес е луд, тотално луд. И сега најново му се јавивме на Кирил Спировски на телефон и му дадовме рок од 1 сат, 1 час фактички да има можност да ги поништи изборите, бидејќи ние ќе останеме тука пред канцеларијата на СПУКАМ, се додека он не се симне и дека не ги поништи изборите.